И поздрав сите луѓе, јас сум Стефан од каналот Светло како што можете да видите. Ма нема. Мојата намера не е да звучам како професорка по македонски, иако и сите ние имаме, баш професорите имаме слушнато реченицата морате да читате. Читањето на книги е важно, но мораме да се сложиме дека тие баш и не успеа баш добро да ни објаснат, односно да ни ги укажат бенефитите од читањето. И баш преди тоа денеска го имаме фактот дека 80% од луѓето на Балканот читаат помалку од една книга годишно. Зашто луѓето во денешно време читаат толку малку? Одговорот е многу едноставен. Се појави конкуренција која е многу позаводлива, односно полесна и која наместо да бара од вас да читате и да замислувате, таа бара само да кликнете и да гледате. И тоа е баш она што мнозинството го прави, гледај филм. Го зема и прима она што на пазарот се смета за најлесно и на прв поглед најдобро. Но јас денеска не се обраќам на мнозинството кое всушност поправо би гледало реалити програми, шоа и други видови на примитивни и ефтини забави. Денеска јас се обраќам токму на вас, токму на оние кои во животот сакаат да направат нешто големо и токму на оние кои поради таа причина го гледаат видео. Најдобар начин да бидете пред своето друштво, генерација или конкуренција е да го правите она што другите не го прават. А денешнава генерација чита многу малку и во тоа е нивниот најголем хендикеп. Точно само со воведување на читањето во вашите дневни обврски или рутина ќе бидете неколку сатласни години пред вашата генерација. Но од каде да почнете? Од Ана Каренина или браќа Карамазови? Не. Факт е дека со читање на вакви наслови ќе стегнете одредена културна ширина и дека книгиве до некаде ќе ви бидат интересни и забавни. Дека ќе сретнете различни човечки филозофии и слично. Но за да бенефитите на ваквите длабокоумни наслови дојдат до изразување потребни се години и илјадници прочитани страни. Затоа денеска одлучи да изјацувам 5 книги кои веднаш по нивното читање ќе ве стават, ако не повеќе, барем неколку чекори пред вашата генерација, друштво или конкуренција. Прагматичните совети кои ќе ги добиете од книгиве не се воопшто ни налик на нешто што сте можеле да прочитате во школска лектира. А кои книги се тоа? Број 1. Богат татко, сиромашен татко од Роберт Киосаки. Ако било когаш во својот живот сте се запрашале како да заработам $1.000.000 или како да престанам да живеам од први до први во месецот, или која е разликата помеѓу богатите луѓе и средната класа, во книгава ќе ги пронајдете сите овие одговори. Се работи за книга која обилува со мноштво финансиски совети и примери од секојдневниот живот. А од друга страна не е пренатрпана со премногу економски и финансиски термини, така да може да ја прочита и дете од 10 години, а од неја може да научи и човек од 50 години. Исто така многу е важно и да сватите дека оваа книга нема да ви ја нацрта мапата до закопаното богатство, ниту пак ќе ви каже како да се збогатите брзо и лесно. Роберт Киосаки со оваа книга не учи на здрави финансиски ставови. Оваа книга има за цел да изгради силни финансиски темели кои ќе има сила да ги издржат сите напори и притисоци од стекнување и станување на богат, поточно стекнување на огромно богатство. Втората книга е Direct Crochet или пак Джеб, Right Hook. И не, книгава не е за бокс или за самоодбрана, туку за нешто што е неизоставен дел од нашето друштво. Збор е за социјалните мрежи. Джеб, Right Hook слушно значи дај, па дури тогаш барај. И ова е фантастична стратегија која Гери со книгава ќе ви објасни. Ќе ви објасни како функционираат друштвените мрежи и што е она што вас, вашиот бизнис или продукт ќе ви извои на веќе напоменатите друштвени мрежи. Роберт Грин, само реди бестселери. Тој е човек кој
не издава книга доколку не е сигурен дека книгата ќе стане бестселер. Избрав еден наслов за кој лично сметам дека е негово најголемо ремек дело. Зборува за книгата Мајсторство или Mastery. Дали некогаш сте се запрашале зошто некои луѓе во нешто се добри, а вие едноставно не? Одговорот е многу едноставен. Тие се талентирани за тоа, а вие не сте. Тоа треба веднаш да го прифатите. Или од друга страна можете да ја прочитате ова неверојатно напишана книга која чекор по чекор ќе ви покаже и ќе ви каже не само како да совладате одредена вештина, туку како да станете на вистина добри во неја. Книгата под број 4 го носи насловот Мисли и стани богат, а авторот е Наполеон Хил. Богат, но не нужно во финансиска смисла. Оваа книга не се базира само на финанси, како што, например, се базира богатиот татко, туку и на сите други особини на успешните и богатите луѓе. Со читање на оваа книга ќе имате можност да доживеете 500 случаи кои ги имат доживеано најбогатите луѓе во светот. Наполеон Хил има поминато децении правејќи интервјуа со најмотните луѓе на 20 век и од сите одговори ги има извлечено, поточно има извлечено смислата на успехот, која е напишана на, може да се каже, најдобар начин и е составена во некои 200 страни. Лично јас ви препорачувам да читате и повеќе пати. Кога некој би ве прашал, ако ги снемуваат сите книги во универзумот на светот, а вие имате прилика да слушувате само една книга, која книга би било тоа? Одговорот гласи: Како да задобиете пријатели и да влијаете врз луѓето, од Дейл Карнегил. Книгава буквално е библија на социјалната интелигенција. Станува збор за книга која 100 од најбогатите луѓе низ светот ја сместуваат како обавезна литература. Знам дека е тешко да поверувате дека со читање на некоја книга од 200 до 300 страни ќе решите голем број од вашите проблеми, но книгава веќе 82 години е во најпродаваните книги во светот. На листата на најпродаваните книги во светот. А затоа има и причина. Книгава просто делува. И затоа ви предлагам книгата да ја земате веднаш без било каков сомнеш и скептицизам, бидејќи ќе почне да ви го менува животот и тоа на подобро. Се надам дека видеото ви се допадна, доколку сакате да правам повеќе вакви видеа, ставете лайк на видеото и препратете се на каналот, бидејќи се ближиме до таа стотка. Треба веќе да стигнеме до неа. Тоа беше тоа од мене за ова видео, ние се гледаме следниот пат. Поздрав!